Да, се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е доктор Марија Андонова, директор на Институтот за јавно здравје. Добро утро, Андонова, добро дојдовте во студио 10. Добро утро и на вас. Јас кажав дека поради објективни причини малку задоцневте во емисијата, но ете и тоа се случува. Веќе ги презентирав за гледачите резултатите од истражувањето кое го презентиравте вие како институт ЕСПА 2024. Јас нема веќе премногу да зборувам, бидејќи ги кажав основните наоди. Еве, ќе препуштам на вас генерално како вовед, што покажува истражувањето прво во кратки точки. На прво морам да кажам дека ова истражување е започнато од 2008 година. Последното истражување е направено заклучно со крајот на 2024 година. И во ова истражување учествуваат 40 европски земји, меѓу кои и нашата земја. Опфатени се 96 средни училишта на целата територија на Република Македонија, 182 паралелки, практично и да нема училишта каде што кое што не е опфатено. И се на репрезентативен примерок од 2831 ученик, тоа е вака навистина солидна бројка, од кои што процентуално машки женски е половина, скоро половина, 50,7% се девојчиња и 49,3% се момчиња. Инаку пред мене се бројките кои што ги имаме добиено како резултати, што е оно што ние го испитувавме, употребата на цигари, на овие класичните цигари, употребата на електронските цигари, употребата на марихуаната, употреба на други недозволени дроги како конзументи кога се јавуваат, нели, учениците, понатака колку често или колку ги употребуваат коцкањето онлайн и ова реалното учениците, понатака бихевиоралните однесувања и така натаму, значи многу сегменти опфативме прецизно и резултатите, можам да кажам генерално, во споредба со претходното истражување, за среќа не се зголемени, но не се ни намалени. Тука се некаде во споредба со оние, јас накратко можам да поменам бројките. Во однос на употребата на овие обичните цигари, 33% се изјасниле дека редовно конзумираат цигари. Процентот претходно бил 23,6, значи тука имаме една зголемување. Испитаниците се од 9 години и порано па до 15 години беа опфатени. 9 години и порано 2,9%. 10 години 1,6%. И како идеме нагоре, тој процент се зголемува, така да на 14 и 15 години веќе над 10% од испитаниците се изјасниле дека употребуваат класични цигари. Што се однесува од електронските цигари, знаете дека во периодот има различни реклами кои што се дозволени, нели, нормално во однос на електронските цигари и ги рекламираат како помало зло, дека се помалку штетни, но еве ние како институт постојано повторуваме дека и класичните цигари и електронските цигари се подеднакво штетни и овде процентот на оние кои што се изјасниле дека употребуваат електронски цигари е 29,6. Момчиња 37,8, 27,5 девојчиња, во просек 29,6. Значи тука ја имаме истата бројка практично која што ја имаме и кај електронските цигари. Имаме испитување дали испитаниците некогаш употребиле наргиле. Тука процентот кај момчињата е 40,3%, а 29,6% кај девојчињата. Значи вкупно 34,9, скоро 35% употребиле пак наргиле во животот. Прилично висок процент. Прилично висок процент. Еве и тука би истакнала дека постојано се рекламираат различни вкусови кои што може да ги употребат луѓето и веројатно тоа е една од причините каде што децата посегнуваат по овој начин на употреба на наргиле. Кога сме кај алкохолот, вкупно 62,7% се изјасниле дека во текот на животот или во последниот месец употребиле, конзумирале некаков алкохол.
63,5% од испитаниците се момчиња, 62% се девојчиња, рече си и идентично, нели, но сепак процентот од 62,7 сметаме дека е висок процент на оние кои што употребиле алкохол. Пијанство, 5 или повеќе пијалоци во една пригода, кога конзумирале во текот на последните 30 дена. Процентот е 33,2 вкупно. Една третина. Значи, една третина во последниве месец дена конзумирале алкохол. Која е преваленцијата на интоксикација од алкохол во текот на животот или во текот на минатиот месец? Тоа е она кога веќе почнале да пројавуваат одредени симптоми на пијанство. Тука процентот е 27% вкупно, 29,7 момчиња, 24,3 девојчиња. Преваленција на ученици кои за прв пат пробале алкохол и ученици кои за прв пат биле интоксицирани на возраст помала од 13 години, тука процентот е 28,5. Значи, имаме малолетници кои што конзумираат алкохол во висок, според нас, висок... Тоа е малолетници на ниска возраст, на ниска возраст, да, точно, не зборуваме за овие поголемите кои што се на 14, 15, 16 или пак 17 години, тука ова се малолетници по 13 години. Кога станува збор за употребата на седативите, дури 11% вкупно во текот на животот користеле седативи од Добро, можеме ли вака испитаници. тука да направиме една пауза, ќе продолжиме со седативите. Сакам да се навратам на некои прашања во однос на цигарите и алкохолот. Едно од она што и вие го спомнавте, а што постои како некоја перцепција не само кај малолетниците, туку и кај возрастните, а тоа е дека електронските цигари се помалку штетни од обичните. Па и така и на некој начин, можеби и во таков еден начин се рекламираат и се презентираат, можеби и кај популацијата, па затоа и тоа. Но кога ги слушаме експертите, кога објаснуваат дека тоа и не е баш така. И објаснуваат дека доколку од класичните цигари има одредени заболувања или штетни последици, има и од електронски, но има и во друга насока, кои исто така се загрижувачки и штетни. Значи, ние тоа постојано го повторуваме како институт. Ние имаме и отворена телефонска линија за одвикнување од пушење, која што функционира, можем да кажем, одлично, и сме во рамките на просекот на веќе луѓе кои што се откажале користејќи ја нашата линија, на која што работат професионалци. И многу често знаат да се јават и родители кои што велат, кои што знаат да ни го постават ова прашање, дали е помалку штетно, дознале дека нивното дете конзумира цигари, но не можат да го одвикнат, иако ние не сметаме дека тоа е така. Дали ако му понудат електронски цигари е помалку штетно, како што споменавте вие. Не е помалку штетно. Значи, подеднакво се штетни и конзумирањето на класични цигари и конзумирањето на електронски цигари. Тоа треба да им биде јасно. И сега, тоа е се така искомерцијализирано на начин на кој што ќе се привлачат повеќе конзументи. Тоа зборувам. Се игра со бои, се игра со презентација, со различни вкусови на тие електронски цигари и можеби на тој начин им изгледаат поинтересни на помладите и се решаваат на некој начин да ги изберат електронските цигари и тој мит дека тие се помалку штетни доколку ги употребуваат, повторувам, се подеднакво штетни и исто како и обичните, тоест класичните цигари. Има, сега кога зборуваме за она што прави државата или институциите во поглед на пушењето и борбата против пушењето, имаше доктор Андонова порано еден закон кој кога зборуваме за пушење во јавни простори, во ресторани, во кафулиња, беше прилично рестриктивен. Или едноставно не беше дозволено само надвор, на тераса и така натаму. Но потоа се направи измени на тој закон и некакви измени кои беа и тогаш беа чудни или недоречени, ајде да речеме, оставаат простор за законски дупки, кои ги користат собствениците на овие локали. Сега гледаме дека иако е формално забрането пушење, се пуши секаде, бидејќи на пример некој простор кој се карактеризира како дека е тераса и тука како смее, иако тоа е затворен простор, и буквално се пуши секаде. Мислите ли дека можеби треба да се направи нешто во поглед на тоа, бидејќи очигледно е дека овие законски недоречености се користат и дека сега
еве децата каде да одат, немаат заштита од пушење. Пред известно време, пред неколку дена, имаше во Собранието на Република Македонија јавна расправа организирана од Комисијата за здравство, каде што на таа јавна расправа се разговараше токму на оваа тема. Ние како институт бевме учесници и ги презентиравме нашите резултати и нашите препораки во Собранието. Сметам дека тоа беше една влезна врата за подготовка на новиот закон против пушење, тоа е за конзумирање на тутунските производи. Она што и таму го споменавме накратко е дека освен овие истражувања ке младата популација, институтот има истражувања и на целокупното население. Нашите бројки говорат дека во времето кога беше функционален и кога се имплементираше оној така наречениот поригорозен закон против пушење, бројките беа значително пониски. Процентот на оние кои што конзумирале цигари, значи сепак таквиот закон имал некакво влијание. Веруваме дека можеби не е целосна причина само законот, постоењето на законот, можеби имало и други причини, но според нашите истражувања во тој период кога постоеше законот со поригорозни мерки, во тој период нашите истражувања говореа дека има помал процент. Сега не ги носам тие бројки за да ви кажам споредбено, но сигурно за 10%, околу 10% беше пониска стапката на оние кои што конзумираат цигари. Додека поновите истражувања покажуваат висок процент и Македонија се наоѓа помеѓу оние најголеми конзументи на тутунски производи, помеѓу оние земји каде што најповеќе се користи. И тоа, видете, најголем дел од нив се изјаснуваат дека дури се свесни, над 72% велат дека се свесни за последиците. Значи, тие се запознаени со последиците што би ги имале од конзумирањето на цигари, но и понатака се одлучуваат да ги користат. И ние самите кога одиме во странство, кога одиме во земји и од Европската унија, но и во други земји, и во земји кои традиционално се сметаат за земји во кои пушењето било распространето, како Турција, например, или Грција, гледаме дека таму не се пуше веќе никаде. И така беше, така и остана. Само кај нас некако се дозволи тој хибрид кој сега се претвори дека може да се пуши секаде, речиси. И мислам дека за тоа зборуваме, дека можеби тоа треба да се смени. Јас верувам дека ќе има некакви промени. Еве, сам тоа и ви го споменав пред малку, имавме ние јавна расправа во Собранието, која што мислам дека е една почеток, отварање на една јавна дебата, каде што сите овие работи можеби би се ставиле повторно во некој закон кој што би бил поинаков од сегашниот. Можеби не ист како тоа но и претходно, но нешто повеќе, би имало повеќе мерки за разлика од постоечкиот, бидејќи гледаме дека со постоечкиот имаме зголемен тренд на користење на тутунски производи. Да, кога зборуваме за алкохол, пак и малолетници особено, претпознавам дека тука, освен превентивни мерки и во училиштата, еве и Министерството за здравство има некои програми кои ги прават, треба да се засилат и контролите каде што малолетниците може да дојдат до алкохол. Не само во продавниците, туку и во кафиците, во ноќни клубови и така натаму. Точно, ние не знаеме од каде овие малолетни лица, и тоа толку млади, дошле во контакт со алкохолот. Да, како што споменавте, можеби во продавница, иако си постојат закони за тоа, можеби во некој од кафетериите, иако си постојат закони дека не треба да го прават тоа, но можеби и дома, можеби кај некој другарче, можеби на некој друг начин, можеби треба да се позанимаваме како и на кој начин малолетниците доаѓаат до овие така наречени пороци. Да. Добро, да продолжиме со, ако сакате, со презентацијата во однос на... Стигнавме до употреба на канабисот. Тука имаме употреба на канабис вкупно кај момчиња 7,1%, 4,1% кај девојчиња кои што употребиле канабис во текот на животот или во текот на последниот месец или во текот на последната година. Лица помали од 13 години, значи на 13 и помали од 13 години, конзумирале 1,7% момчиња и 0,8% од девојчињата. Вкупно 1,3% помали од 13 години користеле канабис.
Употреба на други недозволени дроги. Тука имаме податоци за користење на екстази, за амфетамини, кокаин, крек. Од прилика се движи 0,8 екстази, амфетамини 1,1% користеле, кокаин во текот на животот користеле 1,5%. Значи, повторно зборувам дека се работи за деца кои што се релативно млади. Хероин во текот на животот користеле 0,7%. Инхалати во текот на животот користеле 2,1%. Нови психоактивни супстанци во текот на животот користеле 1,4%. ЛСД во текот на животот користеле 0,5%. Тука би се задржала на употребата на кокаинот. Постои тренд на зголемување. Не е голем, не е преголем, но сепак постои тренд, бидејќи процентот во 2019 година бил 0,9%, за сега во 2024 да биде 1,4%. Другите бројки се горе-доле слични како и оние претходните години, но затоа го споменувам кокаинот, има еден благ тренд, пораст на конзумирање на кокаинот кај оваа популација. Истражувавме и користење на социјални мрежи и игри, бидејќи знаеме дека најголем дел децата, дури од многу мала возраст, овие нови технологии, iPod-и, телефони им се доста достапни и повеќето од нив играат. Дури 71,4% сметаат дека поменуваат премногу време на социјалните мрежи. Дали се тоа игри, дали се тоа други социјални мрежи, сепак 77,4% е висок процент според нас. Ова е во однос на коцкањето. Да, добро, може ли повторно вака да направиме, бидејќи ќе ни избегаат многу теми, па после ќе ги заборавиме прашањата. Неколку прашања во однос на ова. Во однос на кокаинот. Исто така ми се чини дека владее мислење кај не само кај младите, кај генералната популација, дека тоа е една дрога која е, ајде да речеме, помалку штетна во наводници. Така се мисли, дека е еден вид на рекреативна дрога која не создава зависност, како да речеме хероин или некои други дроги, и дека може да се употреби од време на време и дека можеби поради тоа и доаѓа до тоа зголемување. Може би е така, но еве јас повторувам дека нема дрога која што е добра. Значи, и не можеме... Многу е погрешен исто така митот што го споменавте, дека оваа друга па нема да ми наштети воопшто, можеби нема да ми створи зависност. Нема такво нешто. Не постои такво нешто. Секоја дрога е штетна, секоја дрога може да направи зависност, секоја дрога го уништува организмот. Без разлика дали се работи за млади или повозрасни особи. Затоа се вели недозволиви супстанци. Ако биле добри, ќе биле дозволени тие истите супстанци. Така да нашите препораки како институт е да се покренат повеќе иницијативи за да може да има рано препознавање на овие категории. Значи мора да се направат одредени едукации како на родителите, така и на учениците, на учителите, на професорите кои што се во училиштата. Мора да има повеќе едукации, не само да им се прикаже, да им се долови штетноста од конзумирањето, туку и да има обука за рано препознавање. Да можат родителите, да можат учителите рано да препознаат доколку некој ученик конзумира нешто од недозволените дроги. Тоа е клучот за понатака да можеме да му пружиме на тој ученик помош како општество и да можеме да делуваме. Но без можноста за едукација, без можноста за рано препознавање, обуките за рано препознавање, мислам дека насоката во која што кидаме не би била добра. Така да ние како институт во иднина ќе иницираме што повеќе вакви обуки како на наставници, така и на заинтересирани родители. Кога зборуваме за марихуаната, ми се чини, или канабисот, ми се чини дека тука ситуацијата е уште подрастична, па јас би кажал на моменти беше и контроверзна таа дебата која се водеше во минатото околу тоа дали воопшто марихуаната е штетна, дали маслото од канабис е штетно, па имаше и
некои експерти, ајде да речеме, кои излегуваа во јавност, кои објаснуваа дека тие не се штетни, иако некои ваши колеги беа прилично гласни околу тоа, особено колегите од клиниката за токсикологија, кои кажуваа дека тоа не е така, дека таа создава сериозна зависност и дека потоа нели може да придонесе за употреба на потешки дроги, но сепак гледаме дека таа дебата се разви и дека создаде одредени недоумици и кај населението, кое сега не знае на кого да верува, дали на овие или дали на оние. Особено после ова е светска дебата, глобална, може да кажеме, дека и многу земји ја либерализира употребата на марихуаната до крајни граници, ајде да речеме. Кој е сега ставот на институтот во поглед на ова? Имаме ли јасен став? Видете, ние мора пред се да го разграничиме употребата на марихуаната и употребата на канабисот во медицински цели. Тоа се две различни работи, не можеме да ги споиме. Не можеме. Ето тоа е проблемот, што некој се обидува двете работи да ги представи како една, како иста. Не е исто. Не е исто вие да конзумирате марихуана, да пушите така наречено марихуана и да користите прочистен канабис за кој што постојат дозволи и постојат одредени научни докази дека во таква форма можат да делуваат позитивно во однос на некои заболувања. Затоа велам, може би оваа дебата треба да се продлабочи во иднина, за да можат овие работи убаво да се разграничат и да се објаснат. Дека не е исто она што говориме, не можеме да генерализираме. Така да, добра ви оваа забелешка, може би треба како институт да направиме некоја кампања која што ќе ги разграничи употребата на канабисот во медицински цели и употребата на марихуаната како рекреативна активност. Да, како што кажавте, најчесто граѓаните ги спојуваат темите, едноставно ќе слушнат информацијата, ќе ја разберат површно, ја пренесуваат потоа на другите и дека се создава некаква перцепција дека па да, еве кажа нели на телевизија дека тоа е дозволено, дека е здраво, дека не е ништо штетно и така натаму. Точно, недоволната информираност е причина за секој да може да си мисли или да толкува онака како што му одговара. Да, а ова што го кажавте во поглед на социјалните мрежи и на играњето, тоа мислам дека е навистина проблем. Сме имале ние тука и со емисии со други ваши колеги кои објаснуваа дека сите тие форми на претерано користење на интернет дека создаваат и рана форма на аутизам, која многу често ние не можеме и да ја приметиме дека е форма на аутизам, дека е работата многу посериозна отколку што мислиме, дека е онака нели она што сите ние го зборуваме дома како родители, дека децата пречесто поминуваат време на интернет или во видеоигри или било какви такви активности, но дека навистина тука може да работите да имаат сериозни последици по психичкото здравје на децата. Точно, тоа веќе е доста зборувано на оваа тема, дека таа екранизација е многу штетна и може да влијае. И ние сите го знаеме тоа. Мора да се признаеме дека сите го знаат тоа и родителите дома го знаат тоа, дека не е добро. Јас не верувам дека некој не знае дека прекомерното користење на телефон не е добро за неговото дете. Но и покрај се, тие се одлучуваат на своето дете да го дадат телефонот. И тука дали се поставува прашањето зошто е тоа така. Веројатно самата динамика на животот кој што го имаме во моментот, со работа, со обврски, со одредени работи, многу полесно на некои родители им е да го дадат телефонот на своето дете и да одморат 1, 2 и 3 часа и некој многу повеќе. А свесни се за тоа. И истражувањата го кажуваат тоа, дека тие се свесни и тоа свесно го прават. И вела да знам дека тоа не е добро, ќе се обидам ден, два да не биде така и повторно се повторува истото. Може би треба да се размислува за ограничување на употреба на овие телефони во училиштата. Тоа во повеќето училишта и постои, колку што знам, но може би треба и да се стимулираат повеќе одредени други активности во училиштата, кои што би им го одземало времето
тоест децата би посветила повеќе време на некои такви спортски активности, драмски секции и така натаму, би се стимулирала во сите училишта повеќе училишните спортови, за да можат што повеќе деца не да идат само на еден спорт. Еден спорт може би да се занимаваат посериозно, но да идат на уште еден или на уште еден спорт, да им се овозможи тоа во училиштата. Може би било едно од решенијата. Инаку за сега не можеме да најдеме причина, бидејќи самите луѓе, самите родители велат да ние знаеме дека ова е штетно, но повторно му дозволуваме на нашето дете да го користи телефонот. Да, за жал во право сте, сите тоа го правиме. Дојдовме до коцкањето, така? Да. Коцкањето, преваленцата за коцкање 25% вкупно, момчиња 34%, 16% девојчиња. Преваленца за коцкање во живо вкупно 21%, 30% момчиња и 12% девојчиња, и преваленца на коцкање онлайн. Бидејќи и тоа е сега во мода и тоа е достапно, вкупно 15% од испитаниците, од кои што 21% момчиња и 9% девојчиња. Превентивни активности што посетувале: настани за подигање на свеста, посетиле 6,8% во однос на овие социјални, користењето на социјални мрежи, коцкањето и игриците. Во однос на другите дроги 5,4%, во однос на тутунот 14,7%, алкохол 20,1%. И тоа би било вака накратко, да не навлегуваме во повеќе детали, но забележуваме дека сепак бројот, тоест процентот не е, иако е, да речеме, 20, 15, 13%, но и во овој сегмент имаме ученици, бидејќи ова се ученици, кои што посегнале по некаков вид на коцкање. Дали реално, со финансии на лице место, или преку онлайн игрици со употреба на пари. Експертите дури сметаат дека и оние игрици каде што се собираат така наречени фиктивни пари, по напознатата игра Roblox и така натаму, која што дури и тие се сметаат како игри кои што се некој вид на коцкање. Тоа го сметаат експертите. Бидејќи сепак таму се собираат некакви средства, дури и кога се фиктивни. А сега, за жал, рече се не само Roblox, туку и повеќето игри кои се веќе сите онлайн, сите на некој начин работат на сличен принцип. Точно, не собираат бодови, туку собираат пари. Да. Така се овие новите трендови, новите игри се работат. Некој ќе праша зошто Институтот за јавно здравје истражува коцкање. Која е корелацијата? Сепак тоа е еден вид на зависност, нели? Да, бидејќи е еден вид на зависност, од тој аспект го истражуваме и тоа, и таков е целиот проект. Значи, тоа опфаќа проектот. Претходно беше само ограничен на користење, на конзумација на алкохол, на тутун, на недозволени дроги. Сега, последното истражување е малце попроширено, бидејќи трендовите се малку поинакви, зависностите стануваат, се прошируваат, не се само овие, туку ги имаме и социјалните мрежи, тоа е некој вид на зависност, коцкањето е зависност, така да од тој аспект проширено е нашето действување во моментов и она за кое што се интересираме и го истражуваме. Добро, имаме ли, еве на крај, како за истражувањето, имаме ли некакви препораки кои произлегуваат од него и кои за треба? За јакнување и проширување на програмите за превенција во училиштата, насочување на превентивните активности кон младите кои покажуваат некаков тренд за зголемена употреба на електронски цигари, оно што го говоревме, и рано започнување со препознавање и справување со ризичното однесување, она кое што ви го споменав. Мора да има некаков начин на рано препознавање. За такво рано препознавање треба да се воведе нешто во училиштата или да се направат некакви обуки на барем на дел од, не можеме веројатно од старт на сите учители, но ќе се таргетира одредена група во секој училиште каде што ќе се спроведат обуки.
справување со бихевиоралните зависности и дигиталната благосостојба, зголемување на вклучувањето на семејството и поддршката за родителите, мора да се направи институционална поддршка за оние родители кои што ќе се решат на некој чекор да му помогнат посериозно на своето дете доколку приметат нешто кај него, давање приоритет на раната идентификација и поддршката на ранливите групи, зајакнување на меѓусекторската соработка и нормално едукација и програми за едукација. Јас секогаш ја користам приликата да се заблагодарам на вас медиумите, на сите вие, бидејќи нашите пораки како институт кои што се однесуваат на некакви препораки, мерки или едукации, нема да бидат толку видливи доколку не сте вие. Не можеме ние секаде да постигнеме нели со оние луѓе кои што се запослени таму да отидеме на цела територија да ја покриеме. Токму вие сте како еден од нашите вработени во институтот, еве и сега ја користам приликата да ви се заблагодарам уште еднаш. Да, се разбира, токму затоа е оваа емисија за да ја подигнеме јавната свест, сите овие пораки да дојдат до граѓаните, до родителите, да речеме, кои би требало да имаат најголемо влијание потоа и за потеснување на овие лоши навики. Доктор Андонова, тоа е околу истражувањето, имаме уште две теми околу кои можеме кусо да прозбориме пред крајот. Една е загадувањето од воздухот или последиците од штетното загадување. Особено се интензивира оваа тема секоја година кога доаѓа зима, кога на Скопската котлина ќе се спушти и маглата, па сето тоа ќе се измеша нели со загадениот воздух. Видов дека на вашата страница институтот има еден сет на препораки во поглед на ова, па еве кој е ставот сега, бидејќи гледаме дека повторно имаме максимално загадување, повторно ги имаме оние информации Скопје меѓу 20 најзагадени градови во светот и сега што би требало да направат надлежните и граѓаните да се заштитиме? Точно како што споменавте вие, Скопје го паметиме од секогаш дека во овој период секогаш постоела магла и сега видите порано немало таква достапност на медиуми, немало на социјални мрежи, немало вакви мерни станици, па апликации на телефон. Не можеме да споредиме точно дали и тогаш и сега каква била состојбата во споредба со претходните години, но се сеќаваме дека не сме можеле да излеземе заради тоа што родителите не пуштале бидејќи имало магла. Но сепак дали се работи за во тој период, дали сега, секако мора да се превземаат мерки во однос на тоа. И јас сега во оваа прилика би сакала да истакнам дека ние како институт можеме да дадеме само препораки. Обврската за мониторинг на квалитет на воздух пред повеќе години е земена и припадната на Министерството за животна средина. Значи, тој ги има базните станици, тој е оној кој што носи мерки, значи конкретни мерки во однос на загаденоста на воздухот. Значи, Министерството за животна средина не е повеќе таа активност во институтот, како што споменав пред повеќе години, припадна таа активност на Министерството. Но од друга страна, како институт кој што треба да се грижи за јавното здравје, сепак мораме да кажеме кој е нашето мислење, кои се препораките, колку и тоа да изгледаат општо, сепак статистиките потврдиле дека и користењето и на најопштите мерки многу повеќе ги намалува ризиците од било кое заболување што може да го предизвика загадениот воздух. Нашите препораки се во насока да се носат квалитетни, тоа проверени, веќе докажани маски кои што штитат. Значи, не може било која маска да ве заштити од смогот. Тоа го потенцираме. Знаат луѓето често да земат една обична хируршка маска и да мислат дека се заштитени. Ова го споменуваме од причина што многу луѓе, особено повозрасните, ќе се стави обична маска, а потоа може истиот тој да има некакви хронични заболувања или поради возраста, да не му помогне таа маска. Затоа ние велиме дека треба да се користат минимум FFP2 или FFP3 маски, или може да помогне и КН, доколку е оригинална, доколку е сертифицирана. Во некој помал процент, нели 86 90%, но сепак и тие штитат многу повеќе отколку овие обичните маски хируршки што знаат луѓето да ги стават. Доколку нема причина од излегување,
да не се излегува. Кога гледаме на нашите апликации, бидејќи сега така, тоа е трендот, нели? Секој има апликација на телефон и се проверува загаденоста на воздухот, доколку немате потреба да не се излегува. Да нема физичка активност на отворено, бидејќи на тој начин внесувате многу повеќе од доколку постојат загадени честици во воздухот, така да се избегнуваат тренинзи на отворено во овој период. Доколку се јават некакви симптоми кај овие ризичните категории, бремени жени, деца, хронично болни, секако да се јават кај својот матичен лекар. И нормално овие денови гледаме разноразно луѓе кои што по социјалните мрежи кажуваат дека да, треба да се зема што повеќе течности, да се земаат витамини, па тоа ќе ни помогне. Тоа ќе ни помогне да имаме поздрав начин на живот. Тоа ќе ни помогне да го зголемиме имунитетот, но тоа нема да не заштити од загадениот воздух надвор. Од загадениот воздух надвор ќе не заштити ако останеме дома и ќе не заштити ако носиме некоја од овие маски кои што веќе ги споменав. Да, едноставно физичка заштита од физичка заштита, точно. Тоа е само единственото што може во моментов реално да ни помогне. Да. Добро, и за крај среде сезона на грип сме, како што видовме, последните податоци покажуваат зголемување на бројот на заболени. Ние секој четврток како институт ги собираме податоците од центрите за јавно здравје и правиме еден сумиран извештај. Последниот извештај е за претходната недела, нели? Овој сега наредниот ќе го имаме во четврток, така да јас ги имам тие податоци и тие велат дека во однос на претходната недела имаме 31,3% зголемување на случаи пријавени од грип или случаи слични на грипот, кој што е во споредба со 50-та недела од минатата сезона, со истата недела минатата сезона, зголемувањето е 6,8%, а во однос на последните 15 сезони, оваа недела регистрирано е намалување од 47,6%. Ако се земе просек од 15 години наназад, истата недела, тогаш имаме намалување. Но имаме зголемување во однос на претходната недела, имаме зголемување во однос на претходната сезона во оваа недела. Очекуваме дека пикот на грипот ќе биде некаде во февруар месец. Како поминува или како помина вакцинацијата? Оваа година можам да кажам дека пред се навремено се набавени сите вакцини, значи набавени се околу 80.000 вакцини од страна на Министерството за здравство и центрите за јавно здравје набавија комерцијални вакцини околу 2.500 вакцини. Вкупно според нашите информации во институтот, вкупно се вакцинирани 78.000 жители кои што употребиле некаков вид од вакцините, значи, тоест се во некоја од категориите или користела комерцијална вакцина од центрите за јавно здравје. Ова е досега највисок процент на луѓе кои што се вакцинирани, па можеби тоа ќе ни помогне сезоната да поминеме полесно од вообичаено. Да, знаеме дека препораките се да се вакцинираат особено ранливите групи, хронично болните. Дел од вашите колеги епидемиолози кога објаснуваат за вакцините за грип велат дека нивната ефикасност и не е толку голема поради зголемениот број на мутации на грипот. Нели сите научивме да ја мериме ефикасноста на вакцините уште на времето на короната, па вела дека тие ефикасноста дури се намалува поради големиот број на мутации. Дали е тоа точно? Не, тоа не е точно, од причина што секоја година вакцината се адаптира спрема постоечкиот вид. Значи, доколку има мутација на вирусот, имаме адаптација на самата вакцина за да може да биде ефикасна онака како што треба. Така да тоа не е точно што го споменавте. Воедно, луѓето знаат да кажат немам потреба да се вакцинирам, сум здрав, или немам потреба да се вакцинирав минатата година, или ова вие што го споменавте, но како што споменав, тоа не е точно. Секоја година имаме различен тип на грип, некоја мутација, нели, адаптирана вакцина на тоа и секако вакцината ако сте примиле претходната година не штети и
оваа година, така да треба да се прими повторно. Доколку сте во некој од ризичните категории и доколку се чувствувате добро во моментот, тоа не значи дека не треба да се вакцинирате. Сепак сте во некоја од ризичните категории и треба да се прими вакцината. Јас искрено очекувам дека овој висок процент ќе ги намали на некој начин компликациите што би можеле да се јават во текот на сезоната. Да. Добро. Доктор Нонова, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас, се надвам дека бевме доволно интересни за гледачите. Да, се разбира, мислам дека добија добри совети, добри информации за зголемување на информираноста и за подобрување на јавното здравје. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко, одиме со една куса пауза за реклами.